На притисок и мобинг над вработени во предизборието посочува регионалната канцеларија на ССМ. Според нив, околу 50 на вработени во јавни предпријатија, администрација и училишта добивале закани дека ќе го загубат работното место. Сум сведок на многу ситуации, на многу пишени пораки, значи по електронски пат, по пат дека ќе бидат испудени од текот на оваа недела, значи овие работници беа стварно под психичка тортура и беа засегнати за својот опстанок и екзистенцијално прашање. Ова не треба да биде начин на делување на наредните следните носители на јавни функции. Според Трајков, жртви на мобинг биле поединци, но и групи вработени. Па станува збор за поголема група на луѓе, тоа се некаде околу 50 на луѓе само од едно јавно предпријатие и имаме индивидуални случаеви на вработени по училиштата. ССМ ги повика оние кои чувствуваат дека биле жртви на мобинг да се охрабрат и да го пријават кај нив. Постапката е ние како ССМ, значи имаме правен тим, правна служба и група на адвокати кои што ќе ги спроведуваат овие нивни барања или тужбени барања до остварување на нивното право е докажувањето во групно. Значи мобингот е најтешката форма на злоупотреба на работничкото право и действување од страна на претпоставените, меѓутоа ако се работниците и вработените сложни, тоа многу лесно се докажува. Од друга страна, директорите на јавните предпријатија и училиштата негираат каков и да е притисок врз вработените и денешниот прес на синдикатот го квалификуваа како политички мотивиран реваншизам.